Светиот маченик Трифун е роден во почетокот на 3 век во Кампсада во малоазиската област Фригија. Неговите родители биле христијани уште во раното детство, кај него ја поттикнале љубовта кон Христовата вера. Уште како млад, Трифун се истакнал со исцелителска способност. Со Божја помош лечел болни од разни болести и од луѓето ги бркал лошите демони. За неговите чуда се раскажувало во целата империја поради што уште на 17 годишна возраст бил викнат во Рим кај царот Гордијан, за да ја излечи неговата ќерка која што била многу болна. Така и биднало и Трифун се стекнал с уште поголема слава. Сепак покрај исцелителската моќ се разбрало и дека Трифун ја проповеда христијанската вера. Поради тоа бил повикан и му било предложено да се откаже од Исус и на римските богови да им принесе жртви. Трифун тоа го одбил поради што бил многу мачен. Најпрво бил обесен надар во тепан, а потоа бил врзан за опашка од конјот и влечен низ полето. Свети Трифун бил малтретиран и свирепо измачуван, но тој со Божја помош ги поднел сите мачења, велејки: "Ох, кога би можел да се удостојам во оган и маки да завршам зимето на Исус Христос, мојот Бог и Господ." Трифун бил убиен на 14 февруари 248 година и токму затоа овој ден е посветен на светиот маченик Трифун. Свети Трифун спаѓа меѓу поголемите празници и слави кои македонскиот народ ги празнува со многу обичаи. Како што забележале собирачите на македонските народни умотворби, но и на народните обичаи и верувања, Трифун бил покровител на меанџискиот теснав, но и заштитник на лозарите и градинарите. Се верувало дека ги штити лозијата и градините од разни штети и нестреки, поради што луѓето го слават и во негова чест на овој ден символично ги закројуваат лозите. 14 февруари, свети маченик Трифун.